Како увертира во тема 2, при крајот на денешното издание на утрински брифинг, ќе напоменеме дека на 27 октомври се донесе Законот за спречување и заштита од дискриминација. Се работи за закон кој што во 2019 година беше донесен во Собранието, меѓутоа во мај годинава Уставниот суд го укина со образложение дека не бил донесен со неопходното мнозинство. Меѓутоа на 27 октомври, всушност пред 2 дена, беше повторно донесен Законот за спречување на дискриминација и во постот на социјалната мрежа Facebook, премиерот Зоран Заев вели се работи за закон кој што ќе ги прави, односно ќе им гарантира дека на сите граѓани дека се исти пред словото на законот. Меѓутоа, разговараме со Александра Цветановска од Македонското здружение на млади правници, како и мрежата за заштита од дискриминација, во однос на тоа какви луѓе треба да работат во Комисијата за заштита од дискриминација. Добро дојдовте во утрински брифинг. Добро е најдов и благодарам за поканата и за можноста да разговараме баш на оваа тема која што мислам дека во моментот е навистина многу важна и исклучително значење. Ние како најпрво би се обратила на законот. Значи законот навистина е солидно законско решение кое што се работеше со многу голем ентузијазам. Законот ги опфаќа сите оние категории на лица кои што може да бидат дискриминирани. Има навистина многу новини во законот. Најнапред овој закон беше донесен 2011 година. За во 2019 година, како што спомнавте, беше донесен нов закон, но беше укинат од страна на Уставниот суд. Сега законот кој што се донесе пред 2 дена е едно сеопфатно решение кое што нуди можност за заштита на лицата кои што се дискриминирани. Најнапред е внесена сексуалната ориентација и родовиот идентитет за кој што се залагавме ние како невладини организации. Може да се апострофира како голема победа во реално однос и на затоа што така. И претходно беше листата отворена, но сексуалната ориентација и родовиот идентитет не беше внесена, а сега листата е отворена, но во делот на таксативно наведените основи за дискриминација е наведена и тоа е навистина голем исчекор во борбата за еднаквост. Има доста промени во законот во однос на Комисијата за заштита од дискриминација. Имено, значи, сега оваа комисија ќе биде професионално тело, кое што ќе биде составено од 7 члена, кои што професионално ќе си ја обавуваат оваа функција, значи нема да има друга работа, него едноставно, значи, примерна работа ќе им биде работење во областа на заштита од дискриминација. 7 члена, 5 од нив ќе бидат со мандат од 4 со мандат од 5 години, 3 со мандат од 3 години. Критериумите за избор се навистина високи, а со самото тоа се надеваме и кога го пишувавме законот во работната група, затоа што беше навистина транспарентен начин на носење на закон. Учествува граѓански организации, државни институции, меѓународни организации и сите, значи, заедно го пишувавме законскиот текст за да опфатиме сите можни аспекти кои што се од оваа област. Предвидовме да биде комисијата едно тело кое што ќе биде стручно тело, составено од професионалци кои што ја знаат работата и кои што имаат искуство во оваа област. И госпоѓа Цветановска, при носењето на законот и поднесувањето на амандманите, всушност како мрежа за заштита од дискриминација ургирате на амандман во членот 18 со кој што се уредува изборот на членовите во таа комисија. И сега стигаме до она прашање дали ќе се повторно ќе се направи комисија која што во својот кор, во своето јадро ќе ги има луѓето со политичка позадина или ќе бидат тоа строги професионалци. Прво, Министерството за труд и социјална политика го прифати тој амандман предложен од за кој што се залагаше мрежата за заштита од дискриминација, меѓутоа потоа на влада е отфрлен. Веројатно најголемите ваши реакции пристигнуваат токму за овој амандман. Да, видете, значи тој не беше изгласан во Комисијата за европски прашања амандманот, беше поднесен од пратеничка во Собранието. Нашиот предлог на амандманот, односно амандманот на член 18, ние баравме со тој амандман членовите на комисијата да се избираат по примерот на членовите на комисијата на антикорупцијска комисија. Значи, како пример кој што е позитивен, пример кој што реално даде дека, односно даде до јасно знаење дека беа избрани професионалци кои што навистина си ја знаат работата, нели не се партиски определени. Баш по тој пример ние сакавме да го дополниме членот 18 и да прецизираме постапката и да биде по примерот на комисијата за антикорупција. За жал
не помина овој амандман и во моментот значи ќе се бираат комесарите на начин што комисијата за прашање и именувања ќе ги селектира, ќе ги селектира биографиите кои што ќе ги испратат лицата. Зборуваме за онаа комисија собраниска внатре. Да, комисијата собраниска внатре, значи во собранието ќе ги прими нели апликациите кои што ќе бидат лицата кои што ќе аплицираат за комесари, кои што мора да имаат 7 години работно искуство во областа на заштита на човековите права, од кои 5 години во областа на недискриминацијата. Значи тоа е сепак висок критериум и се надеваме дека баш тој критериум ќе донесе стручност во комисијата. За потоа, значи да направи една предлог листа која што ќе ја достави ќе свика јавна расправа и заедно сите пропратни документи нели по јавната расправа и предлог листата ќе ја достави до собранието на гласање. Нашиот предлог беше да се оди баш како што напоменав антикорупцијска како што беше бирана, значи не е тоа предлог листа, туку да биде ранг листа која што ќе аренгираат комисија која што ќе биде баш составена за овој избор. Преку јавен конкурс на лица кои што би се пријавувале? Комисијата, да, со тоа што значи комисијата да биде составена и од двајца представници на граѓански организации, значи да биде во мешан состав. Так. За да може потранспарентна и поотчетна постапка да се разгледуваат апликациите и да се достави таа ранг листа. Значи веќе да помине еден филтер на кој што нели ќе се филтрираат, односно ќе види кои се ги исполнува критериумите, за потоа да оди во собрание. За жал, како што кажав, значи ова не беше усвоено од страна на собранието, но сепак ние апелираме и сега како што е нели законот стапен на сила, пред 2 дена што беше донесен, значи сепак значи да се оди по оние критериуми и да се изберат луѓе кои што се непартиски и кои што навистина знаат ја знаат областа и ќе дадат голем придонес. Има ли простор за да се сопрат оние телефонски линии на ургирање на луѓе кои што ви биле? Јас се надевам бидејќи не знам кое е образложението кое што сте го добиле вие во основа на одбивање на амандманот на членот 18. Видете, образложение формално нема, мислам не можеме да очекуваме, но сепак значи ние се надеваме и апелираме дека нели ќе се водиме, дека ние ќе мониторираме целосно постапката, затоа што нели како граѓански организации, како мрежа за заштита од дискриминација нас ни ова многу од интерес, затоа што ние сите организации работиме на жртви од дискриминаторско постапување. И нас ни е навистина во интерес на нашите лицата кои што ги застапуваме и на кои што нели ги браниме интересите, ние во интерес да имаме една комисија која што ќе биде стручно тело, затоа што со новиот закон оваа комисија навистина има многу широк спектар на ингеренции. Не е само дека ќе постапува по поднесување на претставки и ќе дава мислење дали некој лице е дискриминирано или не, туку ќе биде буквално како тело кој што ќе треба да следи целокупната состојба на дискриминација во државата. Подопрен глас, да спречува дискриминација, да се јавува во јавноста, да може значи да дава препораки, општи препораки за поголема лице ако има нели дискриминација. Навистина ингеренциите се широки и ова тело навистина е многу битно да е стручно тело составено од кадри кои што професионални кадри, за да можеме нели да го подобриме статусот на лицата кои што се дискриминирани и да ја спречиме дискриминацијата која што се случува секојдневно. Госпоѓа Цветановска, ако зборуваме, нели како што рековте и вие, во поглед на дискриминацијата, извојувана е битката со правата за заштита од дискриминација на ЛГБТИ припадниците, односно заедницата. При тоа зборуваме за дискриминација на разни основи, не само по всушности на социјалните мрежи, внатре во судовите, во сите институции каде што има такви постапки. Сега, без да преюдицираме кои се луѓето и профилите кои што ќе бидат одбрани да бидат членови на таа комисија, да зборуваме за профилот на каков човек треба да се најде таму. Значи и законски треба да се најде комисијата треба да има состав кој што ќе ги одразува значи општествените, односно значи ќе биде склоп на целото општество. То не се строго правници внатре кои што треба да бидат. Тука нема, значи во моделот, значи тука е 240 кредити или 4 години значи стручно образование, како што кажав 7 години работно искуство со 5 години од заштита од дискриминација, да не биде нели носител на политичка функција и секако да нема нели изречено забрана за вршење на професија и дејност. Тие се критериумите, но ние профилот на луѓето кои што го гледаме се луѓе кои што навистина ја разбираат материјата и кои што нели имаат оние широки гледишта во делот на што е дискриминацијата, препознавањето на дискриминацијата. Тоа е многу важно, затоа што навистина дискриминацијата тешко се препознава и вие мора да имате стручни кадри за да може да носат мислења
кои што ќе се почитуваат од страна на нели вршителите на дискриминаторско постапување, со оглед на тоа што сега законот навистина има и прекршочни глоби кои што се високи, формирање на комисија за прекршоци кои што ќе може значи да по мислењето на комисијата да парични глоби да изрекува за оние кои што се дискриминирани. Така да ќе има ингеренции кои што се важни и кои што треба да бидат донесени професионално и да биде препознаена дискриминацијата како што и треба. И добро, вие очекувате да бидејќи транспарентноста е збор кој што постојано излегува од функционерите во Северна Македонија, меѓутоа очекувате да бидете сослушани во овој поглед, бидејќи објаснувате каков треба да биде профилот на човекот кој што ќе се најде внатре, меѓутоа останува просторот за политички договори. Ние очекуваме да бидеме сослушани. Веќе има и шпекулации во однос на новиот, например, народен правобранител за кој што исто така имаше за претходникот доста критики, меѓутоа веќе се зборува дека има човек таксано, што би се рекло основно, за таа позиција. Ние очекуваме дека ќе има транспарентен и дека ќе бидат избрани професионалци, особено замајќи го фактот дека бевме присутни односно имаше јавна дебата во однос на законот заедно со претениците на кои што учествувавме, на кои што апелиравме колку е важно и суштински да се изберат луѓе кои што ќе ја вршат работата како што треба, нели не партиски луѓе, затоа што дискриминацијата по основ на партиска припадност е многу присутна. И ние тука ќе имаме на некој начин парадокс. Ако се изберат партиски луѓе кои што нели ќе треба да одлучуваат по претставки за политичка дискриминација. Така да е многу важно да бидат лицата да не бидат партиски определени и да бидат лица кои што нели ќе бидат професионални и стручни. А вие верувате дека ги имаме таквите? Апсолутно, мислам ние ги знаеме тие лица и така да навистина има луѓе кои што ја знаат оваа област. Темите во утрински брифинг траат околу 15 на 20 минути. При крај на нашиот разговор би сакал само да ваше мислење за примената на новиот закон. Што ќе гарантира, што ќе носи тој кој што ќе исправи нешто што досега беше можеби девалвирано, бидејќи законот не беше во функција и така бевме сведоци на различни форми на дискриминација. Ние ќе го тестираме законот, значи знаете како хартија се трпи, но многу е важно во пракса се применува како што треба законот и сите нели кои што се одредби да се применуваат согласно законот, така да ние ќе ја следиме и ќе ја мониторираме работата не само на комисијата, значи збориме дека тука во законот се ставена и судската постапка. Ние конкретно како здружение поведуваме судски постапки со тоа што нели гледаме како законот се применува во пракса од страна на судовите. Ќе ја следиме целокупната работа и примената на законот, затоа што како што нагласиве на почетокот овој закон е навистина добар, но ќе видиме како ќе оди во пракса. Значи колку ќе биде почитувано од страна на институциите, колку ќе биде нели комисијата, колку ќе биде тело кое што ќе може да на некој начин да одговори на барањата кои што се ставени во законот од тоа тело. И се надеваме дека нели луѓето ќе бидат охрабрени да поведуваат постапки за заштита од дискриминација, затоа што е присутна. Луѓето многу често не сакаат да ја пријават, затоа што се плашат од виктимизација, односно дека ако пријават ќе бидат виктимизирани и ќе трпат штетни последици. А се надеваме дека со овој закон кој што е нели согласно сите принципи кои што се за еднаквост и сите меѓународни тела кои што ги дадоа препораките, се надеваме дека навистина ќе бидат охрабрени лицата и ќе некако на некој начин ќе ја сузбиеме, можеби не целосно, но ќе спречиме дискриминаторско постапување. Рековме дека овој закон е едно од клучните барања на Европската унија. Вие ќе мониторирате и во секој случај што и да се случува при првите знаци на ефикасност или неефикасност на законот, се гледаме повторно во утрински брифинг. Благодарам многу.